Тие продолжуваме со ова ваше брифирање за она што не очекува денеска, малку за она што беше вчера, но и во подалечна перспектива. А за состојбите во судството секогаш перспективите се подалечни и мојата утринска соговорничка постојана во овој, да кажем, сектор Има ли правда, Гордана Дувњак е овдека за да прокоментираме што е ова што се случува во изминатата недела и веројатно за наредната недела во секторот Правда. Гордана, на Жешково столче пред 10 на 15 минути беше министерот Бојан Маричич, со кого повеќе разговаравме за пописот, бидејќи денеска последен ден, но го прокоментиравме први оној случај за овој поранешен еврокомесар за правда Јан Фигел, кој што пред 10 на 13 години бил еврокомесар и така натаму, а кој вчера малку излезе еден така обид за скандал кој сакал да го поседи Орце Камчев во обид за скандал кој што не е скандал во суштина. Па мислам дека и министерот тоа го објасни, бидејќи не може баш секој од улица што ќе дојде да направи посета без најава, без ништо и така натаму. Така е, има јасни процедури во посета и на затворот, на притворот и на затворите во Македонија. Еве, јас можам да го кажам сопственото искуство како новинар, бидејќи неколку пати сум била во посета на неколку затвори и се знае, треба официјално барање да се достави до управата за извршување на санкции, да ви го одобрат. И барем судовите ја одобруваат таа постапка? Не, управата за извршување на санкции во затворите. Добро, тоа да, имате во истражниот затвор судијата точно е определено во законот кога може семејството да оди во посета. Па дури имаше и случаи на невладини организации. Да не заборавиме дека Народниот правобранител има таков механизам каде што и без најава може во затворите да оди во посета. Така што погрешен е тој привид дека нешто се крие или забрането е. Се разбира, адвокатите ќе искористат секоја прилика да алармираат за условите и пак ќе речем тоа е легитимно. Да. Бидејќи и тоа го прокоментиравме со министерот, господинот Камчев е човек со големи ресурси и може да си дозволи и да повика разни посетители да го посети така наму. Сепак, Гордана, едно принципијално прашање. Нормално дека господин Камчев се труди што побрзо да излезе од притвор, бидејќи таму не е пријатно ни еден ден, претпоставувам, а не месеци и така. Сепак, како ти се чини тебе лично оваа ситуација, и не само со него, туку со неколку од овие проминентни, да кажем, ликови кои што се во истражни постапки за кои се очекува судењето, бидејќи на времето кој како ќе беше предложен за притвор, 99% да, и тоа најдуваше на остри критики во јавноста и во стручната. Сега аргументите велат тие па дали на времето нас не критикувавте, сега вие тоа го правите. Има ли основа за овој вид на притворски подолги седења како што се случува во неколку случаи? Во принцип, јас и минатиот пат кажав дека притворот е мерка за обезбедување на присуство и дека треба да се исцрпат сите други можности за да се обезбеди присуството. Предпоставувам дека се цени ризикот и некои претходни искуства. Меѓутоа, јас сум повеќе застапник на тезата да се прифатат дури и големи гаранции, парични, кои што ќе го полнат буџетот, отколку со месеци, па имавме случаи по 3 години во притвор, да се седи таму. Меѓутоа, тоа е работа на обвинителството и на судот да ценат какви се ризиците и опасноста од бегство, исто така колку понудената гаранција е валидна. Да, затоа што имаше тој проблем. Да. Нудат милионски суми. Да. Меѓутоа, која е постапката? Судот ги проценува, сега секој може да понуди милионски суми, ама чии се парите, на кого е имотот, оптоварен ли е, не оптоварен, мислам дека тоа се појави. Истиот проблем сега го имаме со конфискацијата. Нели сите зборуваме дека бројчаникот на Заев заглавил, дека не се слеваат пари. Меѓутоа, факт е, сега се префрламе на една друга тема, дека и покрај огромните очекувања на јавноста дека виновниците
ќе заминат не само во затвор, туку ќе го вратат украденото. Тоа се уште не се случува, бидејќи најголемиот дел од имотот што го нудат или се запленува со конфискацијата, потоа тешко може да се реализира, бидејќи тоа вие како со хипотеките, се знае кој е првиот хипотекарен ред, дека тука се банките и најчесто тоа е имот обременет со хипотека и со кредити. Така. Ја коментиравме состојбата во судството и обвинителството и со министрот, како што е познато, во обвинителството недостасуваат околу 25% од 60 обвинители. Да, или 60 обвинители, кај судиите негде кај 1/5 недостасува за да може да... Да, вчера и завчера бев на еден настан, каде што во разговор со председателот на Кривичниот суд ми кажа дека во овој момент по систематизација имаат 74 места, а во судот работат 44 суди, каде што најмногу е десетковано одделението, одделот за организиран криминал, бидејќи четворица од тие суди ги оценуваат и обвиненијата, што се поднесени од обвинителството, и практично Кривичниот суд работи со 2 совета, што се разбираме многу малку. Има начини тоа да се премости со делегирање на суди од други судови, бидејќи во овој период не знам зошто се направи пракса од пред неколку години и судството за време на избори да не може да избира суди и да разрешува. Меѓутоа не е добра состојбата, уште повеќе што значи фалат многу ресурси, не само од суди, туку стручни соработници и техника, и покрај тоа што вчера имавме можност на таа една работилница да чуеме од луѓе инволвирани во овој дел, дека се најавуваат големи донации во опрема, во сервери. И така малку шеговито коментиравме, тоа е како некој да ви подари или да ви купи Space Shuttle, а немате возачка дозвола и кој да го лета возилото. Таа дигитализација на судството, бидејќи мислам дека има и законски обврски, нешто од тие архиви мора да се средат, да бидат пребарливи. Веќе серверите се преполни, немаат капацитети, па дури почнато е да се бришат некои стари предмети, така што ова би биле посовремени, со поголем капацитет сервери. Да се разбираме, во изминативе години ние имавме една трагикомична состојба и во судството и во обвинителството. Па дури во еден период обвинителите немаат тонери, нема бензин во возилата додатно увод. Што ќе се согласите е поразително. Значи, кога се мора и кога се сака, видовме тоа со специјалното јавно обвинителство, се обезбедија ресурси. И покрај тоа што во законот постои обврска за формирање на истражни центри, кои што се многу важен дел во работата на обвинителството и практично она што тоа го видовме и во СЕО, со добри истраги се прават добри обвинувања, тој истражен центар, тоа се уште го нема. Тоа значи дека не очекува многу работа, меѓутоа пак ќе кажам, се плашам од една работа и наречете ме дека сум скептик. Ние купувавме и набавувавме скапа опрема за здравството, која што заврши во некои магазини или нема кој да работи со неа, па да не ни се случи и тоа сега. Вчера, додека траеше таа презентација, во неформален разговор со една представничка од внатрешноста, од судовете од внатрешноста, и ми вели, ние греалица која ќе вклучиме, паѓа системот, електричната инсталација, така што ќе има проблеми. Добро е да се работи на подобрување на условите, меѓутоа мислам дека многу поважна е, да, многу се важни и парите, и кадровскиот потенцијал, и екипираноста, меѓутоа волја да има и она што веќе како рефрен и грамофонска плоча го кажуваме, треба интегритет.
кој што не се купува, не се набавува од донации. На таа линија вчера беше избран нов председател Вчера беше избран нов председател на Советот на јавни обвинители, од редот на обвинителите. Тој совет што работи? Јас знам, ама еве да потсетиме. Тој совет е во јавноста се добива една погрешна слика и се прави пендан меѓу Советот за јавни обвинители и Судскиот совет, што се многу различни по многу основи овие два совета, додека Судскиот совет е самостојно и независно тело кој што избира и разрешува суди, Советот за јавни обвинители е само самостојно тело, што значи дека зависи од некого. Исто така има разлика и во бројот на членови. Судскиот совет има 15, каде што по функција се председателот на Врховниот суд и министерот за правда. Овде имаме 11 члена. Меѓутоа, Советот на јавни обвинители не е толку самостоен во разрешувањето на обвинителите во изборот. Да, затоа што зависи од државниот јавен обвинител и функционира и делува како второстепена комисија. Значи, постапката почнува кај државниот јавен обвинител, тој формира комисија, а потоа кога ќе се донесе одлука, таа се препреќа на оценка во Советот и да бидеме, значи, искрени, тоа е поново тело од 2008 година, додека Судскиот совет е претрпе многу трансформации, меѓутоа е уставна категорија од 1992 година. Меѓутоа, не знам дали забележа деновиве, мислам дека во вторникот излезе една анализа што ја правеше коалицијата Сите за правечно судење, која што многу ги потресе судиите, а не верувам членовите на Судски совет, што е малку поразително. И ме потсети таа анкета, макар што е многу поскрбна по обем, бидејќи се базира на мониторинг на невладиниот сектор и на направена анкета со 14 актуелни суди и 2 пензионирани, додека таа озогласена на ОПСЕ анкета од 2009 година беше анонимна со опфатени над 400 суди, ама поразително е што се многу слични резултатите, а тоа е дека судството не му верува на Судскиот совет, не го чувствува за свој. Како што? Како политички наметнат? Па, веројатно, не како политички. Значи, во дефиницијата на Судскиот совет е да биде гарант на независноста на судството и дека ги штити интересите на судството. Еден вид на мост помеѓу извршната власт и судството. Меѓутоа, очигледно, тоја не ја врши својата улога. Има едно несрекно решение, донесено со измените кога министар беше професорката Рената Десковска, тоа што повикувајќи се на Венецијанската комисија, предложи се усвои едно решение председателите на Судскиот совет само да се избираат од редот на несудиите, на предложените од Собранието, кои што и најмногу се критикувани заради политички влијанија. Таа одредба е пред Уставен суд, не знам дали ќе падне или ќе се отврли иницијативата, но тоа отвара едно друго прашање на нашата зрелост како држава и како систем, а тоа е дека кон Венецијанската комисија, која што е советодавно тело на Советот на Европа, меѓутоа носи значајни решенија, се однесуваме, јас тоа вчера го споредив пред колегите, како една кошничка. Па што ќе ни се допадне, ќе си земеме од таму и ќе го вградиме, а што не ни се допадна, советодавно. Ќе ве потсетам на лустрацијата, која што беше законот за лустрација буквално масакриран од Венецијанската комисија и помина така како што е. И имаме една лоша практика никогаш од после законите на мислење да им ги испраќаме кога ќе бидат донесени така. Горда, 9 часот и 26 минути. Благодарам и за овој утрински брифинг. Ќе си продолжиме ние идната недела. Јас толку сакав
за некои од овие теми да поразговараме, ама ништо од ова нема да биде решено, предпоставувам, за 7 дена. Да. Гордана Дувњак, моја почитувана колешки, еден од најдобрите експерти во областта на судството, правосудството во нашата новинарска професија.